Во првото издание од новата сезона на Digi Plus ке гледате. Европската унија истражува дали компанијата Telegram лажирала за бројот на корисници за да избегне построга регулатива. Новиот iPhone ќе биде представен во понеделник. Вештачката интелигенција ќе биде централна тема на презентацијата. Познато е кога Huawei ќе го представи тројно преклопниот телефон. Nintendo го најави отворањето на својот музеј во Јапонија. Ги имаме и сите детали за What's the Stack Conference во Скопје. А во гейминг минутите од оваа сезона ви ги представуваме најинтересните игри со нашите геймери и јутјубери, кои што се разбира ќе бидат дел од оваа емисија. Гледајте ме до самиот крај. Па време е да почнеме со новата сезона. Добре дојдовте во дигиталните вести на Телма. Со оглед на тоа дека со вашата гледаност покажавте дека успеваме да го задржиме вашето внимание и преку Digi Plus да ги споделиме со вас новите технолошки вести и иновации, почнуваме со нова, уште поуспешна втора сезона. Она со што стартуваме се актуелностите поврзани со компанијата Telegram, која според истражувањето на Европската унија лажирала за бројот на корисници за да избегне построга регулатива. Еве ги деталите. Освен Франција, која неодамна го обвини UFC основачот Павел Дуров, Европската унија и официјално би можела да и го загорчи животот на компанијата Telegram. Имено Европската унија води истрага со сомнежи дека оваа комуникацијска платформа и социјална мрежа значително го намалила бројот на незините корисници на територијата на Европската унија. Постои сомневање дека компанијата го направила тоа за да избегне да влезе во категоријата многу големи платформи, за кои важат построгите правила од Законот за дигиталните услуги. Законот за дигиталните услуги ги регулира онлайн посредниците и платформите, како што се платформите за онлайн тргување, социјалните мрежи, платформите за споделување содржини, продавниците за апликации и платформите за патување и сместување. Неговата главна цел е да спречи нелегални и штетни интернет активности и ширење на дезинформации. Основниот критериум според кој една платформа се смета за многу голема е незиниот број на корисници. Например, предвидени се посебни правила за платформи кои користат повеќе од 10% од вкупно 450 милиони корисници во Европа. Telegram во февруари објави дека има 41 милион корисници во Европската унија, што е околу 10% до прагот за промена на построги регулативи. Согласно законот, овој месец требаше официјално да го објави бројот на корисници, но не го направи тоа. Компанијата објави дека има значително помалку од просекот од 45 милиони активни месечни корисници на незините услуги во Европската унија. Тоа што не беше објавена точната бројка предизвика сомнеж во Брисел, а некои сметаат дека подетелна истрага ќе покаже дека има повеќе од 45 милиони активни корисници. Големите интернет платформи и пребарувачи се особено ризични во однос на ширењето нелегална содржина и штетните ефекти врз општеството, е мислењето на Европската унија. Од 17 февруари 2024 правилата за Законот за дигитални услуги важат за сите платформи, а од август 2023 година тие веќе се применуваат на така наречените многу големи интернет платформи или многу големи интернет пребарувачи. Од нив се бара да споделуваат одредени податоци со Европската комисија. Оваа категорија моментално ги вклучува AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Bing, Booking, Facebook, Google Search, Google Play, LinkedIn, Pinterest, Shein, Snapchat, TikTok, Temu, Wikipedia и Zalando. Продолжуваме вака. Новиот iPhone ќе биде представен утре на 9 септември во Apple Park во Калифорнија. Најавија од Apple и ги испратија поканите до одредени медиуми и инфлуенсери. Како што се очекува, вештачката интелигенција ќе биде централна тема на презентацијата. На настанот се очекува да биде представен новиот iPhone 16, заедно со нови модели на Apple Watch и AirPods 4. Освен хардвер, на настанот ќе бидат представени и предностите и спецификациите на новиот iOS 18, macOS Sequoia, како и планот за тоа кога ќе пристигнат софтверските ажурирања на уредите.
Сите верзии на новиот iPhone 16 се очекува да имаат акциско копче, што корисниците ќе може да го подесуваат како што сакаат, како и ново копче за фотографирање, што ќе има вградени гестови за зумирање и автофокус. Копчето за фотографирање ќе биде од десната страна на уредите, веднаш под копчето за пуштање на телефонот. Apple исто така кажа дека сите телефони ќе го имаат новиот A18 чип, што значи дека ќе ги поддржуваат Apple Intelligence функциите што доаѓаат со iOS 18. Според медиумите, не се очекува да има некои нови изненадувања функции на стандардните iPhone 16 модели, додека Pro моделите се очекува да имаат поголем дисплеј. Тие ќе се зголемат од 6,1 и 6,7 инчи на 6,3 и 6,9 инчи. И двата модела, Pro и Pro Max, ќе имаат 5 по телефото зум камери, што во минатата серија беше достапно само за Pro Max моделот. Што се однесува до Apple Watch, стандардната серија 10 се очекува да има потенок дизајн со поголем дисплеј, но промените не се очекуваат да бидат радикални. Apple исто така планира да ги освежи и Apple Watch C, како е и Apple Watch Ultra. Исто така се очекува да има и неколку нови здравствени функции, како детекција на спиечка апнеа и мониторинг на крвниот притисок, но се уште не е јасно дали тие ќе бидат подготвени да се презентираат навреме за настанот на 9 септември. Според медиумите, на настанот ќе бидат презентирани и два нови модели на AirPods 4, едни што ќе бидат директен наследник на AirPods 3 и едни што ќе бидат едно ниво подобри со поддршка за активно сузбивање на бучава. И нешто што сите корисници на iPhone ги интересира, еве го одговорот на прашањето дали вашиот телефон ќе може да добие од новиот оперативен систем на јаболкото. По основа, ако сте имале компатибилен телефон минатата година кога добивте iOS 17, тој уред сепак може да биде компатибилен со iOS 18 според она што го велат од Apple. Ова значи дека нема да треба да купувате нов телефон за да ги добиете повеќето од новите софтверски функции, а еве ја и листата на уреди што ќе ги поддржува iOS 18. Тоа е iPhone SE, втора генерација или понова, XR, XS, XS Max и сите iPhone од 11 па се до серијата 15. Уште една мобилна компанија најавува нова голема иновација. Ако може да се верува на шпекулациите, Huawei ќе го представи тројно преклопниот телефон. Huawei официјално објави дека ќе го представи својот прв тројно преклопен телефон на специјален настан. Овој уред се очекува да биде револуционерен во светот на мобилната технологија со 3 преклопни панели кои овозможуваат поголема флексибилност и мултитаскинг. Со тројно преклопување корисниците ќе можат да користат различни формати од компактен телефон до таблет големина. Телефонот ќе има OLED дисплеј со висока резолуција, кој може да се прошири со голем екран за подобро мултимедијално искуство. Huawei најави и нови хардверски иновации, како што се помоќен процесор и зголемена батерија, која поддржува целосно користење дури и во проширен мод. Оваа технологија е прва од ваков вид на пазарот, што го позиционира Huawei како лидер во иновациите на преклопните телефони. Уредот ќе поддржува 5G конекција, подобрена камера со повеќе лејки и интеракција со Harmony OS за безпрекорно искуство. Huawei ветува и поголема издржливост на механизмот за преклопување, што ќе овозможи повеќе од 300.000 преклопи без оштетување. Компанијата планира да го пушти телефонот на глобалниот пазар на почетокот на 2025, а цената се уште не е откриена. Оваа нова генерација на преклопни телефони има за цел да понуди ново ниво на корисничкото искуство и креативност, со што ќе постави нови стандарди за мобилните уреди во иднина. Продолжуваме вака. Она за што сакам да ве потсетам е Back to School акцијата до 50% попуст на опрема во сите продажни салони на Анхоч. Огромен избор со намалени цени на лаптопи, плюс со секој лаптоп имате и подарок ранец. Имате намалување на тастатури, мауси, слушалки, принтери, проектори, смартфони, смарт часовници, десктоп компјутери, односно на се она што е препознатливо за Анхоч. Акцијата трае до 15 септември, затоа побрзајте си и обезбедете си се што ви треба од најнова опрема. А нормално дека ако секогаш мислат и на геймерите, затоа имаат одличен избор на гейминг столици, монитори, како и дополнителна гейминг опрема со одлични цени. Да ве потсетам дека и оваа сезона, заедно со нашите пријатели Анхоч, скенираме попусти, па така не пропуштете да го фатите QR кодот на вашиот екран, да добиете електронски ваучер, и се разбира да си земете некој производ со одличен попуст, благодарение на тоа што сте наш редовен гледач.
А сега сме кај Nintendo. Неодамна се одржа Museum Direct, виртуелен настан, кој што ги воодушеви фановите широм светот. На настанот беше најавен официјалниот датум за отворање на Nintendo музеј, кој ќе ги отвори вратите на посетителите токму во Киото, Јапонија. Дознајте кога. Овој музеј ќе биде посветен на историјата на Nintendo и ќе ги прикаже најпознатите икони и моменти од нивната богата 130 годишна историја. Посетителите ќе можат да истражат еволуцијата на легендарните франшизи, како Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong и многу други. Музеот ќе понуди интерактивни изложби, како што фановите ќе можат да играат ретро видеоигри и да ги доживеат чувствата на оригиналните конзоли. Дополнително ќе има и уникатни артефакти, уметнички дела и ретки патописи, кои никогаш претходно не биле изложени за јавност. Во Museum Direct беше представен и специјален виртуелен тур низ музеот, кој покажа дел од тематските изложби и новите технологии, што ќе бидат употребени за создавање на интерактивни искуства. Една од најголемите атракции ќе биде и делот посветен на Шигеру Мијамото, креаторот на многу од Nintendo-овите најпознати игри. Nintendo планира да ги привлече и помладите генерации со специјални работилници, интерактивни и креативни игралишта, каде што децата ќе можат да создадат собствени дигитални авантури. Во рамките на музеот ќе има и кафетерија со тематски менија инспирирани од нивните популарни игри, како и продавница за сувенири со ексклузивни производи достапни само таму. Исто така беше најавено дека музеот ќе има и посебна сала за ретки и иконични настани, како и специјални вечери со познати креатори и дизајнери. Во идни на Nintendo планира и организирање на тематски вечери и ексклузивни настани за членовите на Nintendo Fan Club. Фановите широм светот со нетрпение очекуваат можноста да го посетат музеот и да доживеат дел од магијата на Nintendo во живо. Многумина ја сметаат оваа иницијатива на значаен чекор кон зачувување на историјата на видеоигрите и нивната културна вредност. Nintendo музеум има за цел да стане меѓународна туристичка атракција, при тоа отварајќи нови можности за културна размена и едукација. Со оваа најнова иновација, Nintendo уште еднаш ја потврди својата позиција како лидер во индустријата за забава. Музеот ќе понуди уникатна прилика да се доживее и разбере светот на видеоигрите на начин кој досега не беше можен. Иако музеот ќе биде во Јапонија, Nintendo се надева дека ќе ги привлече посетителите од сите делови од светот, со што ќе прошири својата глобална база на фанови. Со најавата на Nintendo Museum Direct, фановите добија поглед во иднината на оваа сакана компанија и нова доза на возбуда за следната ера на Nintendo. Секогаш не радува кога во Digi Plus имаме можност да ви представиме интересен настан поврзан со новите технологии. Овој пат би сакале да ви известиме дека во Скопје на 14 септември ќе се одржи интернационална веб девелопмент конференција во МКЦ What the Stack. Каква е програмата и што се можете да видите и чуете на оваа конференција, дознаваме сега. What the Stack може би не е првата конференција од овој тип во Македонија. На Балканов имаме неколку, меѓутоа можам слободно да кажам дека е првата конференција што е навистина независно направена, без во организацијата да стои некоја фирма и без да има комерцијален мотив во самата организација на конференцијата. What the Stack е првата конференција во Македонија почната од IT заедници. Се договоривме дека затоа што ни фали ваков тип на настани, ако ние не го решиме проблемот, веројатно никој друг нема да го реши и така некако и почнавме. Поканивме интернационални спикери, се надеваме дека направивме интересна програма и имаме цела недела активности всушност, не е само еднодневна конференција како што можеби не рекламираме доволно добро. Имаме сајт wts.sh, ќе оставиме линк некаде. И како што можете да видите, имаме цела недела работилници, имаме и нешто што го нарекуваме Community Day, ден за заедницата, каде што сите заинтересирани ентузијасти за IT, без разлика дали се програмери или се идентификуваат поинаку, се добре дојдени да дојдат. Секако, пијачките и пицата се на наша сметка. Битно е да се дружиме и да се запознаеме. Остатокот од неделата програмата ни е посветена на работилници, на споделување специфични типови на знаење, поврзани со одредени теми што се моментално актуелни, фокусирани се на веб девелопмент, меѓутоа не се стриктно за веб девелопмент. Така да мислам дека има еден широк спектар на теми и доколку ви изгледа интересно, ви охрабрил да ги видите темите, да се пријавите за некој од работилниците, да земете карта, да се видиме на конференцијата.
Главниот конференцијски ден е, може би ќе звучи нескромно, меѓутоа мислам дека ваков калибар на спикери до сега не се случило да има во IT во Македонија конкретно. Имаме членови на неколку core тимови од многу битни технологии. Например, SolidJS имаме неколку core team members што ја прават технологијата буквално. Имаме од Angular community-то членови што имаат милионски бројки на следачи, се навистина учители in their own right. Активностите што веќе ги спомнав, што се случуваат во текот на целата недела, ќе се случуваат во Base 42, местото каде што снимаме моментално, се во различни времиња, меѓутоа за повеќе информации проверете го сајтот и видете ги почетоците и агендата конкретно за секој ден. Главниот конференцијски ден е сабота, 14. Со програмата почнуваме во 9:30, регистрациите почнуваат во 8 часот, завршуваме околу 16 и секако имаме и забава после тоа, што има некои интересни имиња, меѓутоа тоа ќе го оставам за изненадување. Следете на сајтот и на социјалните мрежи. Се гледаме на 14. Деталите ги имате, побрзете да си набавите карта, а ние со следното издание ќе ви представиме дел од програмата. Во продолжение гледаме во неколку минути микс од трендинг видеа на социјалните мрежи поврзани со најновите иновации и технолошки достигнувања во светот. Уште една од новите рубрики во оваа сезона, која ја правиме во соработка со тимот на нашиот сајт digitv.mk. Еве што тие одбраа како најинтересно за вас. World's first wireless TV. You might hear that click. Listen for a click. There's the click. Just pops off. That's what the backside looks like. And as you can see, there's a little bit of lag, but the image is still there. Using our proprietary active loop vacuum technology, we're just going to pop it back up on a flat surface. This is crazy. Come to the back. All right. This is wild. Look at these scales. When you brake, everything actually turns red and pulls back like that. When you drive this thing, depending on which direction you turn, this thing will actually turn with you, which is mind-blowing. This is the Mercedes Vision AVTR, a collaboration between Mercedes and Avatar. You see these lights back here? These lights? The faster you drive, the faster these lights will go. All right. Check this out. These are the wheels. Each wheel can move independently. So what you get is you can actually literally crab walk and drive diagonally. But you see this glowing light? This can also change depending on what mode you're on. 1, 2, 3, go! Wheels. Whoa. All good, all good. No worries. Check this out. All right, we're gonna drive this on the water and see what happens. Whoa! There he is. This is the Sea Reacher Model Z, the fastest one and best one they've made yet. Look at this piece back here. That right there is a snorkel because this can dive underwater. See these fins? Check this out. I can actually control them with these levers right here. Look at that. Over at the back, you have more fins. How cool is that? Погледнавме до каде се новитетите во техносветот во Innovation Video Mix. Имаме нова гейминг новина во продолжение и по паузата од неколку минути. Се враќаме по рекламите. Гледајте не до самиот крај. Еве назад го следите новото издание на Digi Plus во новата сезона секоја недела од 13 на телевизија Телма.
Пред рекламите ве најавив дека од оваа сезона имаме новитет во гейминг минутите. Па така решивме сите геймери кои сакаат да ги представат своите канали и омилени игри со нашите гледачи, можат тоа да го направат со испраќање на нивно оригинално видео. Оние кои ќе бидат емитувани ќе добијат и геймерски подарок од нашите пријатели Анхоч, а прв кој собра храброст и со задоволство се пријави е Тео Марковиќ. Еве го неговиот избор на топ 5 игри од неговото детство. Здраво на сите дами и господа, се надам дека сте топ овој убав ден и добро дојдовте у моето ново видео. Денеска имаме едно интересно видео кој што сакав да го споделам со вас. Исто така сакам да дадам еден огромен поздрав до гледачите на Digi Plus, а воедно и поздрав до Digi Plus што ми ја дадоа приликава да го споделам ова видео. За тие што не ме знаат, јас сум Мартео, гейминг јутубер кој што се занимава и опфаќа секакви типови на игрици, од мултиплеер до hack and slash, RPG игри, се и свашта. Мојот YouTube канал можете да го најдете @marteo996, исто така можете да ме најдете на Instagram и да не ве задржавам, ова се топ 5 игри што го оформија нашето детство. Ја отвараме листата со Spider-Man 1 за PlayStation 1. Spider-Man беше првата игра што ни дозволи да се качуваме под зидови, да се пентариме и да се движиме низ градот како вистински суперхерои. Сите у еден момент сме сакале да бидеме Spider-Man и оваа игра не го возможи баш тоа како деца. Чувството на слобода што го имавме, дури летавме со мрежини од зграда до зграда, беше стварно фантастично. Следна на списокот ја имаме Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2 играта што не натера да се заљубиме у платформ игрици покрај Супер Марио, со своите предизвикувачки нивоа и непредвидливи непријатели. Оваа игра беше вистинско уживање. Колку и да беше тешка, секогаш се враќаме по уште еден обид. Nice try. Потоа имаме легендарната Херкулес за PS1 и за компјутер. Знам дека го имаме сите гледан од филмот од Дизни и таа магија што ни го донесе филмот воедно се префрла и во самата игра. Херкулес има многу уникатен стил на геймплей и фантастична музика и исто така ни даваше можност да се бориме против сите непријатели што ги има и во филмот. Оваа игра беше на вистина комбинација на акција, авантура и носталгија. Потоа ја имаме Tony Hawk Pro Skater. Tony Hawk Pro Skater ни ја донесе културата на скейтбордингот директно у нашите соби. Знам за факт дека сме поминувале сати и сати да ги направиме тие бесни трикови што ги гледавме на телевизија и оваа игра ни го возможи тоа. Секој трик што го научивме беше ново достигнување дефинитивно. И како за крај имаме Need for Speed Underground 2-ката. Покрај тоа што имаше бесна музика и бесен саундтрек, игрица ни даде шанса да си пимпаме кола, да си ја средуваме, да си ја правиме по наш апсолутен кейф и после тоа да се такмичиме у бесни трки низ цел град. Дефинитивно возбудата од трките беше нешто што не можеше да се опише, туку само да се доживее. Овие игри не се само дел од нашето детство, туку исто така се и дел од нашата историја како геймери. Овие игри ни има дадено моменти на среќа, забава, возбуда, а денеска и носталгија, да ви кажам право. И ќе ги памтиме за секојаш. Барем јас знам дека ќе ги памтам за секојаш. Фала ви на сите што гледавте, не заборавајте да мавнете на subscribe на Digi Plus, а исто така и да мавнете на subscribe кај мене. Ви благодарам многу и се гледаме у следно видео. Не заборавајте да се пријавите и вие преку порака на нашите социјални мрежи Instagram, Facebook или TikTok, а ќе не најдете како Digi TV Mag. Ако нешто пропуштивте, ги имате и сите емисии, па и ова на нашиот YouTube канал, а можете да начитате и гледате преку нашата официјална веб страница digitv.mag. Се гледаме следната недела, а до тогаш се дружиме дигитално. Поздрав!